за една поинаква Македонија. За Македонија препознатлива по низините квалитетни луѓе, која успева и победува на секое поле. Македонија која знае, има вештини и не запира со образованието. Образувај се. Знаењето е сила. Знаењето е моќ. Последниве години во Македонија се случуваат измени во скоро сите сфери на општествениот живот. Едни од измените се и реформите во образовниот систем. Под мотото знаењето е сила, знаењето е моќ. Владата спроведува стратегија за задолжително средно и масовно високо образование, проширување на постојаните, отварање нови универзитети како и примената на европските стандарди предизвикаа висок процент на заинтересираност кај македонските средношколци за запишување на факултетите. Иван Дојчиновски, студент на економскиот факултет, смета дека високото образование е основен двигател за општествениот развој, а новините во образовниот систем се предуслов за исполнување на истиот. Сметам дека образованието е многу важен чекор што само може да нуна. Високото образование ќе ми се обезбедам подобра иднина и ќе остварам своите професионални цели. Соновно да дојдам до работно место што ќе одговара на моите амбиции. Со ставот дека на младите им е потребна постојана едукација и надградба во образованието се согласува и Магдалена Стаменковска, дипломиран економист, но таа вели дека тенденцијата по секоја цена да се достигне висок процент на академски граѓани драстично ќе се одрзи врз квалитетот на образовниот систем, а воедно и на општеството. Се создава некоја нестварна слика за тоа докаде сме и колку сме квалитетни во она што го правиме. Земеме први на процентот на високо образована младина, која веќе не е ни младина, и колку само голем дел од тие академски луѓе се невработени, јасно укажува на тоа дека всушност форсираме квантитет пред квалитет. И неколкуте експерти го делат истото мислење дека масовното образование може да стане пречка за општеството. Експертот Томе Неновски смета дека треба да се направи рамнотежа помеѓу понудените и бараните професии. Имаме армија невработени лица во Република Македонија, која што односно образовна и квалитативна структура би рекол не одговара на потребите на економијата, особено на барањата и на домашните иностранските инвеститори. Станува збор за присутност на голема дефицитарност на одредени занимања, да речеме недостасуваат текстилни работници, гипсари, електромонтери и слични некои занимања. Од Агенцијата за вработување во Штип потврдуваат дека поборувачката на текстилните работници последниве месеци е постојна, а понудата е мала. Велат дека пријавувањето и одјавувањето на исти работници од една во друга конфекција е сериозен проблем, кој може да доведе до раскинување на договори со странски партнери, но и до затварање на производството. Според Марија Петрушевска, собственичката на текстилен погон во Куманово, денешнава младина чувствува одбивност кон занаетчиството. Во текстилната индустрија моментално имаме доста работа, меѓутоа нема кој да работи. Младите некако не се заинтересирани за машината, едноставно. За Мим радио Елена Георгиевска.